Алопецијата е болест што многумина ги плаши. Кои се симптомите, како се препознава и постои ли начин да се излекува, остава ли некакви трајни здравствени последици? Професор доктор Андре Петров, дерматовенеролог во Аџибадем Систина, е гостинот во студиото на Телма. Докторе, добар ден. Добре ни дојдовте. Со задоволство како и секогаш. Колку влакне нормално да ни испаднат во текот на денот? Па нормално е некаде од 50 до 100 влакна да испаѓаат во текот на денот. Често пати кога ќе им кажеме на пациентите, кога загрижени доаѓаат кај нас дека е нормално да им испаѓаат 50 до 100 влакна, се шокирани, вака не им се верува дека тоа е така. И тоа вистина се случува затоа што во еден скалп кај што има стотици илјади влакна, нормално е дека тие влакна не стојат цело време, туку поминуваат низ еден нормален клеточен циклус, како и сите клетки на кожата. Во што е разликата, вака шематизирано кажано? Ако ние нормално губиме и клетки на кожата, ама ако една клетка таму за 28 дена нормално невидливо се губи, влакната на главата траат некаде 2 до 3 години. Значи 2 до 3 години е животот на едно влакно на главата. И потоа се заменува со ново кое расте. Тие не се фиксни, не стојат цело време. И тоа е нешто што вака се трудиме да им го објасниме Значи, доколку видиме влакна на перницата наутро кога ќе се разбудиме или пак на чешелот со кој што се чешламе, не секогаш мораме да бидеме премногу загрижени, доколку е тоа помеѓу 50 и 100, но кој би ги броел? Како да процениме дали е проблем или не? Не е страшно тоа, безмалку сите тоа го забележуваат. Прашање е само колку сме фокусирани на тоа и колку го забележуваме. И кај некои луѓе тоа се претвара во обсесија, па ги влечат од четката, ги бројат, гледат колку ќе опаднат. Значи, генерално влакната опаѓаат, особено не е чудно да опаднат ако имате долга коса. Ако имате долга коса, тоа е нормално дека ќе ги приметувате повеќе отколку некој што е, да кажем, избричен на 1 сантиметар, зборам кај машките на главата. Тоа е нешто што е нормално, што се смета дека е 50 до 100 влакна, особено во овој период, август-септември, каде што е најзасилено опаѓањето, тоа е нешто што е очекувано. А што е тоа алопеција? Алопеција значи губење на косата, вака преведено. Алопеција е всушност група на болести. Алопеција не е една одредена болест. И кога зборуваме за алопеција, ние не можеме да зборуваме конкретно за едно одредено губење на косата, затоа што она што треба да го објасним, еве и за вашите гледачи на Телма, е дека алопеција всушност е сегмент на повеќе болести. Таа може да биде алопеција од генетски карактер, значи андрогенетска, која многумина ја сметаат повеќе за состојба отколку за болест, заради некојаш е и болест, зависи од тие хормонални фактори и влијанија. Меѓутоа е дел од генетскиот материјал што го носиме, како што наследуваме генетика за бојата на очите, за дебелина, висина, наследуваме и генетски материјал за типот, квалитетот на косата кој го имаме. И такво нешто е нешто што исто така треба да го земеме предвид. Меѓутоа алопеција може да биде од имунолошки причини. Алопеција може да биде од одредени токсични причини. Алопеција може да биде да настане и од, како да кажам, од тракција, од влечење на влакната. Има една болест се нарекува трихотиломанија, каде што тоа е еден вид на тик. Кога некој си ја корне постојано косата и може да предизвика алопеција. И алопецијата треба да се разликува од опаѓањето на косата, или ние стручно медицински го нарекуваме ефлувиум или дефлувиум. Значи, каде што нема целосно губење на косата, меѓутоа има значително опаѓање на косата и тој ефлувиум исто така, тоа опаѓање на косата може да биде да речеме во зачеток кај оние новите влакна или анаген ефлувиум и телоген ефлувиум кај во крајниот дел од животот на влакната, да кажеме од тие 2 до 3 години, што отприлика е нешто што се смета за во тие пропорции во кои се дадени за нормална состојба. А дали алопецијата е болест или пак е состојба? Алопеција е болест. Алопеција е болест заради тоа што кај алопеција имате, зборувам не за андрогенетската алопеција, зборувам за
за целата група на болести. Алопеција имате алопеција ареата, да речеме. Тоа е имунолошки. Така, еве да започнеме алопеција ареата, тоа е кога косата испаѓа во печати. Тоа испаѓа како кругови, алопеција ареата, косата испаѓа во вид на кругови и таа може да биде солитарна, значи да биде една само на едно место. Има луѓе кои вообичаено во животот им се случува да имаат еден круг на опаѓање на косата кој така стои некојаш и долг период и не се шири. Има состојби кај што тој круг може да се прошири на неколку места. Има состојби кај што тие може да се спојат помеѓу себе тие кругови и да доведат до целосно губење на косата да речеме на скалпот. Меѓутоа има и состојби кај што доаѓа до целосно губење на влакната, до една тотална алопеција, која влакна не постојат никаде на телото. И причините за тоа се имунолошки, лоцирани се од други фактори, дури се правени одредени генетски локуси и така натаму, меѓутоа во суштина имунолошки се принципите. Таа алопеција ареата во механизмот на дејството, да речеме, многу сличи на автоимуниот тироидитис или хашимото тироидитис, тоа е автоимуна реакција. И често пати пациентите кои алопеција ареата бараме да направат испитување на тироидната жлезда, на тироидните хормони, на антителата на тироидеата и така натаму. Тоа е нешто што има сличен механизам на имунолошка реакција. Професор, најдов еден податок кој што вели дека алопеција ареата, како автоимуна болест е почеста од дијабетес, хроничен тироидитис или ревматски артритис, ако е толку честа. Како тоа толку ретко слушаме за неа? Луѓето кријат? Јас малку кога вие мислам ја изложивте идејата, што е одлична идеја и за поздравување за да се зборува за оваа болест, се запрашав кога сме зборувале за вака и генерално за овој тип на болести и некако сами од себе си договорив на прашањето дека многу ретко за тоа зборуваме, иако таа болест е почеста отколку некои болести, да речеме, вие ги спомнавте дијабетот. Меѓутоа е од некои болести, псоријазата и дијабетот отприлика имаат иста инциденца, 3% од популацијата максимално, да речеме, во овој регион боледуваат од дијабет или псоријаза. Меѓутоа алопеција ареата е болест која е многу честа, која секојдневно ви доаѓа некој во амбуланта, кај што имате луѓе кои поминуваат низ своји лични драми поради тоа. Таа не е животно загрозувачка, овие луѓе се здрави, меѓутоа не секој на еднаков начин тоа го прифаќа. И таа не мора да биде само на косата, може да биде на брадата, може да биде на други делови на телото, може да биде на вегите, може да биде на трепките, да, може да биде на трепките, изолирано може да се яви така. А може да се яви на целото тело. Алопеција ареата е автоимуна болест со имунолошки механизам со кој заради нешто самиот организам со своите антитела ги напаѓа сопствените корени на влакното. Порано, кога, значи, уште пред некои 20-30 години, јас се сеќавам и додека бевме студенти, ни се зборуваше дека треба да бараме, па и како млади доктори кога работевме, дека треба да бараме некаков фокус, некое жариште. И кога ќе дојдеше некој малечко дете со губиток на коса, обично испитуваме и ден тоа го правиме. Расипани заби, крајници дали има, не знам, воспалени. Ако е возрастен човек, да видиме каква е состојбата со жолчката, со простата имаш, кај жени вообичаено некакви гинеколошки фокуси дали има, но во суштина денес ретко наоѓаме пациенти кои се врзани со строго одреден фокус, со некое жариште во организмот. Затоа што во тие случаи даваме антибиотик или правиме некоја интервенција, не знам, жолчката се отстранува, на пример. И сме имале случаи кај што тоа доведува до опоравување на пациентот, да веќе коса почне да расте нормално и тој импулс, тој сигнал кој го тера организмот да продуцира тие антитела од кои косата опаѓа, наеднаш престава. Но за жал тоа сепак се уште мал број случаи, во најголем број случаи можам да кажам дека ова е идиопатска болест.
за медицината, кога ќе кажеме дека нешто идиопатско е непознато, не знаеме зашто се случува. А колкав дел од оние пациенти што се јавуваат со ваков проблем велат дека имале стресни ситуации или пак дека болеста ја тригерирал некој таков исклучително драматичен животен настан? Има и студии такви кои се опишани и дури на целосно губење на косата, има и студии и на побелување на косата, каде што се заради таков силен драматичен стрес наеднаш може да доведе до опаѓање на влакната, ама повторно тоа само како себе изолирана причина не може да биде. Затоа што многу луѓе имаат силни и интензивни стресови, па некај секој доаѓа до опаѓање на косата од типот на алопеција ареата. Тука се работи само за еден, како што кажувате вие, откочувачки фактор или тригер, кој дозволува да таа склоност на организмот, да тоа го развие, се манифестира. И има уште еден факт, се случува во фамилии да има фамилиарна диатеза, да е почесто. Па знаеме, кога ќе дојде, да речеме, некое дете, кога ќе го распрашате таткото или дедото или мајката, тие кажуваат и кај нив тоа во детството се случувало и така натаму, а тогаш е тоа еден добар знак кога јас ќе го слушнам тоа како доктор, затоа што кога ја гледам мајката или таткото дека е повторно со коса и го гледам едно детенце кој е исплашено со тој некој круг што се ел таму без коса на главата, знам дека тоа е нешто што има големи шанси да биде надминато со текот на времето, спонтано. И 1/3 од случаите поминуваат спонтано. Точно ли кај жените почесто спонтано се решава проблемот, а кај мажите доаѓа до трајна килавост? Па, јас не би знал тоа, да го точно кажам дека е така. Сум имал случаи кај што и мажи има што имаат алопеција која трае долг период, и тоа тотална алопеција, или не знам, универзална алопеција некој на целото тело. Меѓутоа имало и жени кај што тоа се случувало во долг период. Имало случаи кај што после што е вака медицински малку и контроверзно, после подолг период да почне да расте коса поново. Значи, вообичаено долгиот период без коса ние го сметаме за лош прогностички фактор. Значи, дека колку подолго тоа трае, дека помали се шансите тоа да помине. Ама сме имале случаи каде што после многу години наеднаш настанува растење на коса, така да. Но може да биде доживотен проблем. Може да биде такво нешто. Има луѓе, јас и знам некои луѓе лично кои тоа им е доживотен проблем. Имам и некој еден пријател, тој во странство живее, кај што со тек на време тој ја прифати, тоа му стана нормална состојба. На почетокот му пречеше, сега не го смета за некој посебен хендикеп и мислам дека психолошкиот момент е исто така многу битен кај оваа болест. Советувате пациентите со алопеција да се јават на психолог покрај дерматолог? Како редовен некој совет не, меѓутоа врз база на проценката која разговарате вие со пациентот, гледате. Бидејќи некои се многу потонати. Има луѓе кои ќе се расплачат кога ќе дојдат во ординација. И тоа е нешто што вие, како да кажам, сигнал дека човекот не реагира баш на таа ситуација онака како што ние би очекувале. Треба да се поразговара и пробуваме да им советуваме да разговараат со психолог, со психијатар, да направат малку разговор, да видат дека тоа не е нешто што е, како да кажам, од огромно значење за нивниот на тамошен живот, заради тоа што има една изрека која вели дека проблемите се големи или мали само во главите на луѓето. Така. Значи ги димензионираме зависност од нашата перцепција. Така. Да ги поканеме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта. Почитувани од овој момент, емисијата ќе биде контактна на 02-307-677, ќе можете да не добиете, да поставите прашање поврзано со темата, а професор доктор Андре Петров ќе даде одговор на сите ваши дилеми. Каква е пак таа алопеција што е дифузна? Што тоа значи? Нема косата да испадне во печати, туку... Има дифузна алопеција, тоа е... Има различни типови. Така, вие споменавте многу различни типови има. Има една што е дифузна, да речеме, кај некои инфективни заболувања. Например, кај сифилис, кај луес. Има една алопеција која ние нарекуваме медицински алопеција ареоларис дифуза. Значи, косата е како изедена од молци на различни места.
Има некои други влијае на квалитетот на влакното, сакате да кажете? опаѓа влакното, тоа е една од манифестациите на болеста, на инфектот со трепонема, со сифилис, која некогаш мислевме дека е заборавена болест, денес во време ја гледаме се повеќе и повеќе, така да се она што некогаш во минатото било, денес не се враќа, никогаш еднаш за секогаш болестите не се решени, така испаѓа после ова што сега се случува. Така да има различни типови на дифузна алопеција, меѓутоа најчесто дифузното опаѓање на косата е последица на некаков токсичен ефект. И тоа е видливо кај многу состојби. Ние обично тогаш зборуваме за она што јас на почетокот да кажав за опаѓање на косата, не за алопеција, туку за едно дифузно губење, или ние го нарекуваме ефлувиум на косата, опаѓање на косата. Тоа може да биде кај луѓе што користат терапија за малигни болести, да речеме. Луѓе што примаат, не знам, таксол или примаат циклофосфамид, да не ги редам сите лекови. Така има лекови кои што може да кои имаат токсичен ефект и тие уште во анагениот стадиум на развој на влакното, уште во почетниот, го уништуваат матриксот на влакното. Имаме гледач, да му дадеме предност да го слушнеме прашањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден. Едно прашање до докторот. Дали може да се пресади коса и во Македонија дали може тоа да се изведе? Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Да, ние тоа го правиме кај нас во болница во Аџи Бадем Систина, го правиме веќе 10 години го правиме. Значи во соработка со нашата партнерска институција Аџи Бадем Healthcare од Истанбул, меѓутоа се прави во Македонија, тука кај нас се прави. Самата интервенција не е некоја филозофија, да кажам, повеќе, условно кажано, пипава работа, трае многу долго целата процедура, но е многу елегантно од аспект на тоа што пациентот нема дискомфорт после трансплантацијата на коса, за разлика од старите методи, оваа нова техника или влакно по влакно техника е нешто што е сега светски тренд. Најмногу во светот ја прават, да речеме, во Турција, меѓутоа и многу други земји секаде во светот се прави. Ние кај нас се правиме и меѓутоа и тука треба да има медицинска индикација. Не може кај секого да се направи. Може ли кај пациенти со алопеција, каде што има автоимуна болест и не, кај алопеција ареата се не напаѓа може. коренот? Кај алопеција ареата, значи кај алопеција ареата не. Кај алопеција ареата не, има една форма само на цикатрицијална алопеција, која што е тоа е една вид на алопеција ареата кај што има само еден круг на коса кој фали, кој е предизвикан од некоја болест што постоела таму во минатото, може била некоја инфекција или била некоја друга болест и опаднала косата како круг, и ако тој не е тврд како дрво, тој цикатрик става лузна, тогаш ние земаме и биопсија понекогаш да видиме, понекогаш малку и со пинцета пробуваме да видиме колку може да влезе влакното внатре во тој дел, може да се на тој дел постави и да се горе-долу малку нивелира да не биде целосно голо. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Извинете, сакам да го прашам докторот нешто. Секако, повелете. Ја пред 15 години ми почина, татко ми почина и за две недели ми падна и косата и вегите. Така. И од тогаш ви порасна косата или се уште сте соочени? Да, ви порасна. За 4-5 години прво као памук почна да ми расне. Така. И сега имам долга коса, ми е порасната скроз. Така. Да, тоа е ви благодарам на прашањето. Тоа е така како што го опишавте. Случува доста е често. Имаме ние и така оди како што пациентот, односно вашиот гледач хронолошки тоа го кажа, прво излегуваат едни како памук влакна, што ги рекувате, тоа се лануго влакна, тоа не се трајни влакна, тие всушност не се индикатор дека до крај работата ќе е завршена, но штом по терминално влакно, нормално влакно, тоа значи дека ситуацијата е веќе стабилизирана и дека влакното е онака како што треба повторно вратено. Професоре, кога некој пациент ќе дојде со ваков проблем кај вас во ординација, правите ли испитување на коренот на влакната? Дали се уште се зема прамен од коса и да се испита коренот? Поред
се поретко ние го правиме во секојдневна пракса и тоа ќе ви кажам зошто, не затоа што не мрзи, заради тоа што има многу пациенти. Добро, тоа е една од причините во медицината работи да се поедноставуваат затоа што гледате да помогнете на што поголем број на пациенти. Меѓутоа има денес една метода која се нарекува трихоскопија, каде што со дермоскоп може да се види коренот на влакното и го дава и кога ќе ја зголемите 100 пати со дермоскопот, со таа метода трихоскопија, ви го дава отприлика истиот податок што би го имале кога би го гледале влакното под микроскоп. Така да заради тоа таа метода има и некои други податоци кои ги дава таа метода, кои денес се повеќе се пишуваат, има и книги објавени, тоа е прилично нова постапка. Дермоскопијата прво почна за бемки, за тие работи, карциноми на кожа, она што сите го знаеме, а денес се користи во трихоскопски цели за така наречена трихоскопија и тоа е нешто што е многу добра, многу брза метода и може да даде податоци за многу пократок период отколку вообичаено што треба да потрошите за скубете влакно по влакно, да го замотате со еден селотейп, да го ставите, да го искорнете, да го гледате под микроскоп и така натаму. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ќе ве молам едно прашање ако може. Секако, повелете. Ќе ве молам едно прашање ако може. Секако ве слушаме, повелете. Кој е вашето прашање? Имам внука. Така? Имам внука од 15 години. Меѓутоа сега почнува и се јавува пирутање на косата. Дали може докторот нешто да ми каже што да се преземе за пирутањето или некое лекување? Така, ви благодарам, колку што разбрав перутање. Па добро, тоа е нешто што не е многу поврзано со денешната тема, а со обзир дека се работи за 15 години возраст на дете, тоа е за тој период нешто што е вообичаено, очекувана состојба. Има бројни шампони, бројни препарати кои за тоа се користат. Сега не можеме да ги лицитираме затоа што не сме виделе за што се работи, меѓутоа во случајот веројатно се работи за еден себроичен дерматит на скалпот. Но треба да се види, понекогаш знае атопичен да биде дерматитот, да биде сува кожата на скалпот. Најдобро е треба да направи преглед од страна вашиот на доктор дерматолог. да тоа го види и да ви препорача терапија, инаку тоа е една прилично банална работа која не треба да ве загрижува. Професоре, доколку некој има алопеција ареата, помагат ли природните лекови? Обично се зема лукча, па ги мачкат оние делови без коса. Може ли тоа да помогне или некои етерични масла? Може, има и медицински препарати кои се направени на таа база, кои може да ги купат во аптека. Ние тоа го советуваме секогаш на нашите пациенти дека може да го користат, бидејќи ќе прашаат, голем дел од нив чуле, се распрашале, знаат дека тоа е нешто што може да делува позитивно и им кажуваме дека може тоа да го користат. Проблемот е тука повеќе од практичен аспект, околу непријатниот мирис на лукот кој секојдневно ако го нанесувате е нешто што ви прави некако пречка во социјалниот живот, но во суштина тоа може да се прави. Денес има и препарати кои се прилично обработени медицински на природна база кои може да се користат. Тоа е лукот е добар стимуланс за раст на коса. А има ли некои лекови кои што се потврдиле како ефикасни? Има, зависи сега, повторно кажам, бидејќи тоа е спектар на болести. Кај андрогенетската алопеција можностите се поголеми. Значи може да се дава миноксидил кај губитокот на коса, нешто тоа е еден препарат кој зголемува крвотокот во кожата на скалпот и на тој начин ја зголемува исхраната на влакната. Има така растат нови влакна, но тие паѓаат. Да, има орални препарати кои може да се дава, да речеме кај мажите се дава финастериде, тоа е еден селективен блокатор на тестостерон, а кај жените сме послободни, таму можеме да дадеме и естрогени хормони, можеме да дадеме естроген, може да дадеме спиронолактон во денешно време, тоа е еден диуретик кој е многу модерен денес за давање кај жени кај кои опаѓа косата. И тоа исто така локално може да се нанесуваат и друг тип на препарати, може локален естрогенски гел да ставаат жените на тие места кај што опаѓа косата. Има еден нов производ сега аминексил кој исто така може да се користи, кој е во вид на кој не е миноксидила, сепак се смета дека има многу солиден ефект и многу подолго време може да се дава. Значи бројни се можностите, а кај алопеција ареата може да се даваат имунолошки потекнувачи на имунитетот, може кортикостероиди да се
Орално се дават или орално локално? се дават, може да се дават така наречените такролимус и пимекролимус, лекови во облик на кремови кои стимулираат раст на коса. Може да се даде локален стероиден гел, пошто во скалпот е најдобро да се употребува гел. Често пати ме прашуваат пациентите, докторе, зошто гел? Затоа што во скалпот крем и маст не се употребува. Ќе измачка косата и тоа потоа не личи на ништо, повеќе ќе имате зијан отколку што имате ќар од таа работа. Затоа формата за апликација во скалп на локален стероид е гел или лосион која треба да се користи. И тоа е нешто што исто така може да се употребува. Некогаш даваме и други и имуносупресиви други, кај некои форми на алопеција ареата, кај што пробуваме да го потикнеме имунитетот, едноставно да го збришеме тој сигнал кој доведува до уништување блокада на раст на влакната. Но не секогаш успеава. Од кортикостероидот расте косата, ма потоа знае повторно допаѓа. Зошто понекогаш расте бела коса на почеток? Тоа е ради стимулацијата, таа коса тие ланува влакна растат, меѓутоа тоа не е сигурен доказ дека ќе порасне како што треба влакно. Доколку убаво порасне бела коса, што тоа значи? Па обично не да порасне нормално влакно, терминално влакно со бела коса, ред тоа ја не сум видела, ама ако тоа се случи, тоа не е ништо лошо. Но во случајот да растат оние што ги нарече оригинално вашиот гледач како памук влакна, кои всушност не е вистинска коса, тоа се лажни влакна или ланува влакна. По прекинувањето на кортикостероидната терапија се случува ли веднаш да ги изгубат оние влакна што пораснале? Па, кај некои се случува да се задржат влакната, кај некои пациенти затоа и ги даваме. Некојаш не е ефектот само да пораснат влакна, туку ефектот е да тој импулс кој довел до опаѓање на влакната да престане и заради тоа се дава кортикостероидот. И сме имали добри искуства со кортикостероидна терапија, денеска се нудат и различни други методи. Меѓутоа, генерално, сепак кортикостероидна терапија кај алопеција ареата е нешто што мислам дека е најдобро. И тоа е и локалниот гел, комбинирана некојаш може да биде со овие такролимус, пимекролимус, нови препарати, кремови кои се даваат, кои влијаат на имунитетот. И она што јас го практикувам, што мислам дека исто така е многу добра метода, тоа е ин локо, инјектирањето на кортизон за да не пие пациентот, да не ги тргнете несакани ефекти, триамцинолон. Двојно флуориран кортизон се боцка внатре во скалпот со сосема мали игли, дискомфортот е практично никаков за пациентот, така да тоа е исто добра метода. Професоре, што е со PRP методата, ласерската метода, мезотерапијата, можат кај алопеција ареата, кај автоимуна болеза да дадат ефект? Не, тоа е дури некои пациенти кои доаѓаат, јас им кажувам отворено дека тоа не може да се прави. Ама знаете, ние го правевме таму и таму. Улогата на докторите не е да го прават тоа што пациентите сакаат, туку она што е медицински издржано. PRP како метода кај алопеција ареата не функционира. Таа е добра за алопеција андрогенетика, кај што тој growth фактор на раст на тромбоцитите може да стимулира да ги поттикне влакната да растат, да на некој начин направи поголема исхрана со тие сигнали за раст кои доаѓаат до косата. Меѓутоа кај алопеција ареата тоа не делува. Лазерската терапија има трудови кои се пишувани, никаде не е влезена во препораките медицински, зашто медицината функционира од принцип на препораки А, Б, С и се гледа значи колку оние луѓе што работат колку имаат консензус околу таа работа. Така да единствена метода која е издржана медицински се уште во С recommendation, во С препорака е трансплантација на коса. Уште еден гледач. Имаме навистина многу малку време, имаме до крајот на денешната тема амбуланта. Ќе го замолам гледачот што пократко и поконцизно да го постави прашањето. Добар ден за него. Добар ден. Ве слушаме во програма, сте повелете. А до вашата емисија ме интересираат мојот син некдека до 10 години има алопеција и воопшто значи нигдека нема коса, ни вејци, ни ништо. И не му се има појавено воопшто, значи, од стрес му се случи, значи немил настан. А што препорачува докторот, дали преку сите испитувања што ги имаме направено, имаат кажано дека нешто е проблем со надпобрежната жлеза. Дали од тоа, дали од големиот стрес,
Што може да биде со Така, овој случај? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Ако има проблем со надбобрежната жлеза, тој треба колега некој или колешка ендокринолог да со тоа се позанимава, да види што е проблемот, да се види што може да се направи и така натаму. Меѓутоа генерално такво нешто се случува и без проблем со надбобрежната жлеза. Треба многу трпение, значи треба стрпливост и треба да ги следите советите на вашиот дерматолог. Кај деца не преагресивно со терапијата, заради тоа што се деца, да не предизвикаме други штети од терапијата што евентуално кај возрастен би ја спровеле, меѓутоа има коса да порасне, да не го губите оптимизмот и вербата дека тоа ќе се случи и да одите по препораките на докторот. Да се биде упорен? Мора да се биде упорен. Бидејќи некои се откажуваат по известно време. Кај алопеција реата 1/3 од случаите коса спонтано пораснува. Значи треба и без да правите ништо. Треба да се биде упорен, понекогаш е добро можеби да се заборави на проблемот што го имате, бидејќи многу па обседнатост со тоа што ви прави проблем создава дополнителен стрес. Дополнителен стрес, да. Ви благодарам за вашето денешно гостување и за убавите појаснувања. Благодарам на поканата, како и секогаш ми е задоволство да сум ваш гост. Секогаш е задоволство да сте во студиото на Телма. Се надевам дека повторно ќе бидете овде. Со задоволство, благодарам. Почитувани професор доктор Андре Петров беше вториот гостин во денешната Телма амбуланта. Тој појасни се за алопецијата. Ви благодарам за вниманието со кое што и денеска не следевте. Имете убав ден.